Острата поделеност меѓу либералното и умереното крило кај демократите дојде до полн израз на последната демократска дебата во Јужна Каролина, емитувана на CBS News. Tom, I think she was talking about my plan, not yours. Предводникот Берни Сандерс ја брани основната визија за неговата кампања, владата да преземе лидерство за подобрување на животот на сите американци. That is not an Тоа economy. не е економија што работи за американскиот народ, туку економија што работи за 1%. Ние ќе создадеме економија за секого, не само за богатите учесници во кампањата. Но тоа Сандерс го направи мета на напади од страна на умерените, кои стравуваат дека неговата комбинација би му ја дала победата на Трамп во ноември. Поранешниот градоначалник на Саут Бенд, Индијана, Пет Бутиџеџ, вака тоа го артикулираше. I mean, look, if Ако мислите дека последните 4 години беа хаотични, токсични, исцрпувачки и донесоа поделби, замислете да го поминете по добриот дел од 2020 година со Берни Сандерс наспроти Доналд Трамп. Што тоа ќе значи за оваа држава? Но Сандерс и неговите приврзаници тврдат дека неговиот успех покажува оти Демократската партија се поместила налево од 2016 година и привлекува помлади и поангажирани гласачи. Well, I think he has some strength. Мислам дека неговата кампања има цврстина. Тој има добро јадро на луѓе кои ќе бидат со него без разлика каде е. Дали победува или доаѓа втор во наредната држава каде се гласа. На прилично силна позиција е. Додека Сандерс напредува, умерените демократи како Џим Кеслер стануваат се позагрежени. If you add up the moderate votes, Ако ги соберете гласовите на умерените во раното гласање, повеќе луѓе гласаат за умерените. За да победи умерен кандидат или кандидат поддржан од естаблишментот, тој број треба да се консолидира во однос на тоа кој се надпреварува за тие гласови. Умерените како Бутиџеџ, поранешниот подпредседател Џо Бајден, сенаторката од Минесота Еми Клобучар и поранешниот градоначалник на Њујорк Мајкл Блумберг, веруваат дека Трамп и неговите приврзаници републиканци ќе ги радува Сандерс да ја добие демократската номинација. They would be able to kind of exploit Тие би можеле да го искористат Сандерс и некои од неговите поранешни ставови по одредени прашања. Берни Сандерс за нив ќе биде голема политичка мета. Сандерс ќе продолжи да има предност во прелиминарната трка, се додека умерените претенденти не успеат да се обединат околу еден кандидат, вели Дарел Вест. All of them have certain advantages. Сите тие имаат предности, но и недостатоци. За некој да го победи Сандерс, ќе мора на вистина да се договорат за еден кандидат. Демократската трка сега е во клучна фаза со гласање во поголемите сојузни држави наредниве недели, што ќе донесе неколку илјади делегати.